И од приказната за јастребот Хари се враќаме повторно назад, а на почетокот на емисијата ви ветив дека денеска правиме спојка и помеѓу модерното и традиционалното, а во наредните минути ќе ве запознаеме со двајца наши гости, со две личности кои што можам слободно да ги кажам дека се вистински чувари на македонскиот фолклор, на македонската традиција, на македонското народно творештво. На мое големо задоволство, се надевам на задоволство на сите наши гледачи, денеска еден од најголемите фолклористи во Македонија, кој што 50 години од својот живот има посветен на македонскиот фолклор, Иван Котев и професор доктор Ана Витанова-Рингачева. Добар ден, добре дојдовте и благодарам што сте со нас. Добар ден. Добар ден, добро ве најдов. Реков дека сте вистински чувари на македонскиот фолклор и на македонското творештво. 50 години. Само да им кажам на гледачите дека овде има многу поводи, ама еден од поводите е токму ова голема монографија посветена на творештвото на Иван Котев, а која што токму Ана Витанова-Рингачева ја работеше во изминатиот период. И ова е вистинска премиера, мислам. Па да. Промоцијата се уште се нема случено официјално. Да, промоцијата се уште се нема случено официјално. Планираме некаде. Тоа е официјално прва, така и ова е телевизиска промоција на монографијата. Честа е голема. Ви благодариме за просторот. Ви благодариме и на вас. Сега, како е да се живее цел живот со фолклорот и да се истражува и да се собира македонскиот фолклор? Буквално цел живот, а официјално на вчерашна дата, на 13 јануари 17 година, ја запишав првата песна во село Босилово од Тодор Митов Донев. Значи, таа дата треба да се смета официјално како мојот почеток за собирање на народни песни, народни приказни, поговорки и се што е создал нашиот умен народ. Значи, многу случајно, ама некогаш работите не се случајни како се поклопуваат. Апсолутно. И како помина, ќе може гледачите да видат, овде имаме дел од вашето творештво, ви имате околу 20 на книги издадено, дел од овие книги ги имаме овде. Кој беше таа љубов, таа желба да се трага цел живот? Па, тоа е љубов. Ако човек нема љубов за нешто, порум да не го работи. Јас фолклорот за мене е втор живот и добро е насловила книгата Ана, Иван Котев меѓу животот и фолклорот, оти дел од животот, мора поголем дел од животот му подарив на фолклорот. И не ви е криво? Да. Професорте, вие сте едни од тие кои што го продолжувате на некој начин делото на Иван Котев и нели задоволство е што има кој да го продолжи тоа што се работи. Како дојде идејата да се направи ова капитално дело, монографијата, која што има преку, односно околу 500 страници? Так. Па јас морам да кажам дека ова книга буквално се пишува 12 години, заради тоа што толку трае нашата интензивна соработка и нашето пријателство со Иван. Некаде пред 12 на години започнавме интензивно пред се да се дружиме прво како пријатели, а потоа и како соработници. И љубовта кон фолклорот, мене, морам да бидам најискрена, ми ја вдахна токму Иван. Во еден сосема спонтан случаен разговор, јас го знаев него како фолклорист, меѓутоа не бев толку многу навлезена во неговата фолклористичка дејност. Всушност видов дека станува збор за еден пасиониран собирач на македонското фолклорно богатство, човек кој што јас го нарекувам и археолог, заради тоа што тој ги вади буквално артефактите од нашето плодно македонско поле и онака без да им ја исчисти патината, ги дава истите тие артефакти ги дава на показ на јавноста, за потоа таа стручна научна јавност да го истражува сето тоа што Иван го ископал од почвата. А свесни сме дека современи собирачи има многу малку, скоро и да нема. И тој многу убаво кажува и во самата книга, јас тоа го ставив како едно негово мото, дека тој со најискрени побуди и најискрени желби и голема љубов, како што кажа, ја продолжува дејноста на нашите претходници собирачи од 19-тиот век. И на Миладиновци, и на Цепенгов, и на Шапкарев. И кога тие во едни сосема многу поразлични услови од денешниве собирале и објавувале, тогаш тоа што Иван го прави денес во 21-виот век, е навистина дејност за почит, а сите ние
на некој начин треба да го не да го помагаме, туку да му бидеме поддршка, да му бидеме сопатници, соговорници во таа негова желба сето тоа да го објави, бидејќи тој реално во архивата има многу. Спомнавме дека се уште ги собирате артефактите, се уште собирате приказни и истражувате. Тешко ли е да се наоѓаат тие убавини што ги крие македонската почва и дали ова модерно општество, ова што се налага, представува проблем за да се најдат тие скриени приказни? Не е проблем ако имаш, јас имам доста пријатели, познати, и луѓето на еден начин веќе ме познаваат, и со Зоран се снимале разговори и дури ме прашуваат дали можат да ми кажат приказна, значи веќе за мен не е проблем. И денеска, баш завчера запишав 20 стари песни, значи не е проблем да се соберат, само човек, реков, да има желба и да има љубов према фолклорот, бидејќи фолклорот е таа нишка што не поврзава со нашето длабоко минато. Ние преку песните, преку приказните знаеме кои сме биле, што сме биле и каде сме биле. Значи, треба да го чуваме, да го негуваме и да го увековечуваме фолклорот. Тоа е. Колку имате ли некоја статистика? Колку песни, колку народни поговорки имате во вашата архива? Немам статистика, ама јас мислам дека бројката е огромна. Например, да кажем поговорките, тие кратки жанри што се толку убави, тоа е вистинска поезија. Во првата книга, жалам што не е тука, Мудроста на вековите, имам околу 17 поговорки, пословици и изрази. Сега спрема втората книга, исто ќе има толку, значи немат број. Песни имам голем број, преку 600-700 има дадено во Институт за фолклор, а колку се необработени не знам. Јас да ви кажам, имам материјал за 10 томови да ги објавам, ако треба уште утре, само во прашни се финансиските средства. Еве, ова нека биде и повод за сите оние кои што сакаат да го зачуваат македонскиот фолклор, да се вклучат, да ве контактираат, па да дадат поддршка. Апсолутно. Еве, Иван го спомна вториот том од пословиците, поговорките, изрази, фрази од Струмица и Струмичко. Првиот том Мудроста на вековите содржи 17.000 единици. Сега го подготвува вториот том и во разговор со Иван некаде слушнав некоја убава фраза од една моја пријателка на Струмички, Зоран ќе ме разбере, вели: судбина со зваглен напишана. Разговаравме во контекст, нели, за една, стануваше збор за несреќа и вика тоа ти е судбина со зваглен напишана. Знаеш, и веднаш ваглен, јаглен. Така, значи црна судбина, тоа е многу символика. Да. И веднаш што ми ја слушнав, веќе сум сензибилизирана, моето уво ги фаќа баш заради Иван, и веднаш му се јавувам да му кажам колку е таа фраза преубава, една метафора на еден тежок живот. И вели: Ана, добар наслов за мојата втора книга. Така се вика втората книга. И втората книга ќе се вика Судбина со зваглен напишана, ќе содржи исто така огромен број на поговорки, пословици, изрази и фрази од Струмица и Струмичко. Морам јавно да кажам дека поднесовме апликација во Министерството за култура, па еве јавен повик до луѓето кои што одлучуваат за тоа да размислат дали ова богатство треба да се обелодени. Па секако Во дека таа смисла само да кажам дека интензивно соработувам со Институтот за македонски јазик. Тие ме повикуваат на симпозиуми и имам огромен фонд стари зборови. Кои што се предлог во книгата се доследно објаснети кој што значи, и тоа е вистинско богатство од лингвистичка гледна точка. Тоа сакав да го кажем и да го поврзам со Ана, бидејќи вие сте професор на катедрата за македонски јазик на Штипскиот универзитет. Колку тоа што го работи Иван Котев и луѓето како него, кои што за жал се малку, е важно за македонскиот јазик? Апсолутно дека е важно, е суштинско, заради тоа што секој еден лингвист, секој еден научник, истражувач од областа, кога истражува од областа на јазикот, од областа на книжевноста, од областа на фолклорот, ние скоро секогаш се навраќаме кон истражувачкото и собирачкото дело на нашите преродбеници од 19-тиот век, собирачите кои што ги спомнав. Зошто? Заради тоа што фолклорот и сето она што се конзервира, така да кажам, ги чува најчистите форми на јазикот.
кои што со текот на времето нормално дека се променуваат, нели јазикот е жива една материја, од едни зборови не исчезнуваат, туку се повлекуваат во пасивната лексика, стануваат архаизми, се раѓаат нови зборови, тоа се неологизмите, нели согласно времето како поминува, и само фолклорот како најчиста форма го чува јазикот. И сега кога еден лингвист сака да истражува, например, да го истражува струмичкиот говор во втората половина на 20-тиот век, токму фолклорните записи, фолклористичките единици, приказни, песни, поговорки, пословици, се што е, например, детски фолклор и така натаму, всушност ги чува тие, лексиката ја чува онака баш како што била во оригинал. Сега кога вака ја слушаме, не случајно е нели од страна на студентите прогласена за најумилената професорка. Вие навистина Благодарам. Останавме без зборови, слушајте ме, уште. Јас се трудам да се вратам на прашањето на Зоран. Се трудам, бидејќи предавам македонска народна книжевност, предавам и мит и фолклор, тоа се моите примарни предмети, нели мојот интерес за докторската дисертација. Секогаш се трудам да ги навратам на она што е фолклор, на она што е ризница. И затоа кога прават проектни задачи, семинарски трудови, тие имаат задача да истражуваат од крајот од каде што доаѓаат. Да запишат од нивната баба, од нивните постари, да кажам, роднини, да запишат песна, приказна, кажување, верување, што и да е. И буквално и самите студенти се изненадени колку тие малку знаат за фолклорното богатство на крајот од каде што доаѓа. Тоа сакам да кажам, каков е интересот кај младите генерации за ваква дејност, за истражување? Дали може би се гледаат некои наследници, некои кои што сака тоа да продолжи да го работи во некој друг град, во некоја друга област? Значи, јас никогаш критизерски не настапувам, нели, кога говорам за младите, и никогаш не ги сакам оние генерализации, младите не читаат, младите не учат и така натаму. Мислам дека тоа воопшто не е така. На младите им треба мотивација и им треба доближување на приказната. Што убаво ќе видат таму кога ќе отидат на терен, со што ќе се соочат, а не го знаеле предходно. И затоа, например, кога запишуваат, приказна, некоја приказна, не е важно, нели, со каков мотив, тие буквално се изненадени од тоа колку нивната баба била мудра или знаела да раскажува, а тие никогаш не ја прашале, никогаш не разговарале на таа тема. И на тој начин сметам дека, не знам дали ќе ја продолжат дејноста, но барем нешто во нив ќе се разбуди и секогаш во нивната подсвест ќе стои како подсетување дека фолклорот е континуитет и дека таа приказна што тие ја слушнале од баба ќе остане во нив како сеќавање, па тие еден ден ќе ја пренесат на генерациите кои што ќе дојдат. Како ехо на времето. Ехо на времето, така. Пренесува се тоа од колено на колено. Така. Јас сега една од книгите на Иван Котев е вика фолклорни и етнолошки материјали од Робово Струмичко, инаку Робово е неговото родно место и таму каде што тој има работено како наставник. Меѓутоа, ајде ќе те замолам да го прочиташ онака како што треба, бидејќи работиш во театар, насловот, да. Наведе се сонце да зајде. Така. Добро, значи точно акцентирање професорке дали беше во ред. Одлично, да, наведе се сонце да зајде. Баш така. Браво. Така. Да се вратиме на монографијата. Што се содржи оваа монографија? Така, значи монографијата, кога размислував како да ја конципирам и со Иван разговаравме за тоа, знаев дека ќе има биографија, негова богата биографија, негова библиографија. Мора јавноста да знае дека Иван не е само собирач. Значи Иван е и некој кој што го толкува фолклорот, некој кој што пишува за фолклорот, учествува на сите оние симпозиуми некогаш надвор од границите на Македонија, нели во оние југословенски рамки и слично. Неговата библиографија брои над 200 единици. Тие што пишуваат знаат што значи за себе да имаш 200 единици. И првиот дел од монографијата е што е сето она што јас сум го напишала, меѓутоа не е тоа само
фалоспев за Иван, не, напротив, тоа се научни трудови кои што јас сум ги пишувала, мотивирана од фолклористичкиот материјал, трудови изложувани на научни конференции. Имаше многу повеќе, меѓутоа направивме една убава селекција, избор и рецензии што сум ги пишувала за неговите книги, и генерално мислам дека за сите книги имам пишувано рецензентски мислења. И она што ја надополнува книгата и мислам дека и дава посебна тежина, тоа се трудовите на мои колеги, професори и мои професори, истражувачи, научници од лингвистиката и од книжевност и од фолклорот, кои што пишувале мотивирани од делото на Иван Котев. И тука морам да кажам дека по повод 50 годишната собирачка дејност на Иван Котев и јубилејот 70 години Институт за фолклор Марко Цепенков во Струмица во 2021 се одржа научен симпозиум кој што беше посветен на фолклористичката дејност на Иван. Таму имаше преубави трудови и дел од тие трудови се објавени во книгата, иако примарно се објавени во списанието Македонски фолклор, списание кое што е списание на Институтот за фолклор, меѓутоа тој број беше посветен на Иван. Рековме дека имате многу песни, многу народно творештво запишено. Има ли некоја песна, поговорка, гатанка, нешто што вам лично ви е омилена? Од сето тоа што сте го слушнале во овие 50 години колку што собирате? Мене сите ми се омилени. Има некои песни што вака ми доста лежат на срце. На мене најмногу песни ми испеено мојата мајка Савета Котева, која што ја покажавте на телевизијата. Потоа Марија Манева од Старо Кунјарево. Има, значи, информатори кои што знаеја безброј песни, дел од тие оттргнавме од заборав, дел со нив отидува, се не може да собере. Меѓутоа, има една песна од мајка ми што има толку силни метафори што јас често пати се чудам како нашиот неписмен човек, неписмен, ама многу мудар, многу чувствителен, успеа да створат такви песни. Не бил писмен, ама бил многу мудар. Мудар, така, да. Станува збор за песната, се извинувам што ве прекинувам. Посебно Иван е емотивно врзан за таа песна, меѓутоа станува збор за песната Прснала мома по поле. Прснала мома по поле. Така. По плодно поле струмичко. Во полето бел чадар. По чадарот седи трговче. Девојче вели, трговче вели девојче. Олан девојче, што ти бараш кај мене? Олан трговче, можеш ли фустан да скроиш? Без ножче да го и раскроиш? Без аршин да го измериш? Трговче вели девојче. Олан девојче, можеш ли пита да месиш? Без вода да ја замесиш? Без сито да ја пресееш? Без огин да ја испечеш? Олан трговче. Низ клепки ќе ја пресеам, на срце ќе ја испечам, со солзи ќе ја замесам. Таа е најубавата метафора, која што јас сум ја сретнала во фолклорот. Порно здравје. Убаво здравје. Колку е убава песната. Навистина, вистинско богатство се крие помеѓу овие корици. А ова богатство се тоа е најдено на терен и кога сме кај теренот, кој тоа што е поврзано со традицијата, со обичаите, сега ќе одиме во едно струмичко село, каде што вие често сте биле, ќе не останете уште малку тука за да го прокоментираме, за да видиме еден обичај кој што е поврзан токму со денешниот ден. Денот посветен на Василица, на Стара Нова година. Сурва си играла некогаш? Не. Типа појма немаш од нешто. Не сум играла, стварно не сум играла. Кај нас се игра. Сега ќе видиш, сурва е нешто слично како што се случува со карневалите, со тоа што се случуваше вчера во Вевчан и така натаму, ама има и има во Струмичко се прави? Во сите села. Ама малку специфично е во селото Мокриево, има еден обичај на еден вид запојување на децата и на сите оние кои што имаат проблем со говорењето, со говорна мана. И велат дека делува многу и на крај многу деца и го вратиле говорот и прозбореле течно. За се тоа ќе може да видите во минутите кои што следат.
сурва во сите села, постоje нормална сурва и кај нас беше исто. Јас како дете сум се правил, татко ми се правил, дедо ми се правил и тоа е традиционално со носење на звонци, маскирање и така. Меѓутоа во Мокриево сурва дојде малце во помодерна фаза од 2006 година. За прв пат почнавме малце да се модернизираме. Ние веќе прераснавме во добра културна манифестација и веќе општина Ново село не е покровител на манифестацијата и сме во голем број. Имаме гост од Бугарија, од Прилеп, од Берово, наши туку од Струмица, селски маски, школски маски. На тие денови, кога се собираат сите санчинари тука на сред село, било е некој детенце од селото кој е било со добра волја да се и он прави како да се маскира, ама имало е говорна мана и детето е пелтечило, не знам. И не знам кој е точниот човек кој тоа го има направено. Значи, го има направено детето запоено со ракија од звонците. А тие звонци што е запоено се многу стари звонци и се биле меѓу поголемите звонци во селото. Сега не знам колку е тоа, ама ние веќе од кога почнавме тај ритуал да го правиме, имаме доста пофалби. Господ нека помага на сите, тоа е нормално. И доваѓа тај стар санчинар, е наречен стар санчинар за манифестацијата. Од тај стар санчинар ставаме ракија во звонците. Од таа ракија од звонците после ја преточуваме, пречистуваме и ги даваме на дечињата кои имаат говорна мана и луѓе кои се плажат или говорна мана. Тоа е, мислам, за сите можат сите да го користат и тоа се користи до водици. Значи тие се 4-5 дена може да се користи таа ракија што се добива од звонците додека деновите се не крстеме така. Луѓе што се биле тука имаат земјани, имам од Прилеп, имам од Охрид. Јас прошла година имав и од Скопје човек, па пред короната се извино, пред короната од Скопје, сега ми е доста голем пријател, куќен пријател. Они луѓето се презадоволни. Значи за детето почна да говори. Значи дали е од тука, дали како важното има доста. Имаме тука и од нашето село, имаме од Пеперево, имаме луѓе кои се задоволни од тоа. А иначе посетеноста е многу голема. Многу голема. Тоа е стварно жал ми е, значи не сакам да има луѓе такви, ама посетеноста е многу голема. Ракијата се става во звонците, тие што се најблиски дечиња кога ритуалот се изведува, они директно си пијат од дженгаракот. Ето јас морам на Мокриевски, малце звонците ме не од на Мокриевски. Значи они си пијат 3 пати од дженгаракот. Го лижнуваат дженгаракот по 3 пати и после им даваме точно помалку за барам да имат до водици да може да го преминува тај ритуал и има подобрување. Случајно ова видео го завршивме токму на овој начин, бидејќи дел од традицијата што се случува кога се странчинарите во Мокриево е задолжително подготовката на традиционалниот качанак. Значи толку е богата нашата Македонија што секаде може да се слушне и дознае некоја нова приказна. Мора да признам дека обичаите во моето родно место се многу поразлични кога станува збор за овој празник, но еве можеби до година ќе имам можност па ќе отидам и ќе го видам овој настан и ќе дознам нешто повеќе. Да се надеваме дека ќе е така. Рековме, освен тоа што го собирате нели народното творештво, многу често вас во наводници кажано користиме да ни ги толкувате обичаите поврзани за Василица, за Стара Нова година и за големите верски празници. Јас да ви кажам дека
Тоа што реков преди, тоа е ехо на векове. Тоа е многу стар обичај, не само во Мокриево што се страчинари, негде се викат сурвари, негде џамалари. Значи, овие луѓе, овие учесници во тие маскирани игри одат од куќа на куќа и пренесуваат вест за новата година, бидејќи тие на денешен ден во некое минато време се славела новата година и сега за тоа остана изразот стара нова година и нова година, така да сметам дека овој изводок од свеченостите што ги видовме е еден голем сведок на една богата традиција исполната со дух, исполната со вера во животот и има интегративна функција. Кога се слават овие игри, кога се играт овие игри, целото село дише со една плуча, така да кажам. Целото село се собира на едно место и сите желби, сите нивни пориви излегуваат на видело, се помагаат, се дружат, се сакат и тоа го одржало духот на народот низ вековите. Баш овие обичаи, овие форми на дружење. Сличните вакви обичаи од Вивчани, денеска од Струмичко, исповрзани токму со овие со големите празници. И само да кажам уште една реченица, дека обичаите се различни во различни села и баш во тоа е убавината. Не е тоа унифицирано. Тоа дава слобода на духот на човекот да слави како што сака и како што може. Буквално така се ниже фолклорниот килим на Македонија и шаренилото што таа го има. Еве ќе го надополнам, Иван. Различни се, нели, можеби називите на ваквите обредни игри, ова се дефинитивно обредни машки поворки и мора да кажеме дека станува збор за древни предхристијански форми кои што на неверојатен начин покажуваат жилавост и обстануваат буквално до денес, најчесто во малите средини, сега некаде ќе ги сретнете под називот василичари, некаде сурвари, некаде џамалари, џомолари и така натаму, меѓутоа функцијата им е иста. Затоа спомнав дека се ова предхристијански обредни традиции кои што нашите луѓе, нашиот народ ги практикувал во времето кога, нели, во онаа многобожечка религија, кога луѓето не можејќи да го дефинираат злото, не можејќи да му дадат, нели, некаква форма, тие знаеле дека постои злото, нели, го чувствувале во секаква форма. Болеста е зло, војната е зло, нели, несреќите, непогодите природни се исто така зло. И единствено што можел да прави тој човек е да прибегнува кон такви магиски обредни манифестации, се со цел да го истера таквото зло. И всушност тие некрстени денови од Божик до Богојавление се всушност тие денови кога нашиот древен предок верувал дека злото е пуштено тука на земјата и дека единствено што му преостанува на човекот кој не може да си ги дефинира природните сили како функционираат е да најде начин на истите да им се спротивстави. Затоа е таа врева, па еве, нели, звонците, оние клопотарците што ги носат, самото кревање на голема врева, нели, целта е да се истераат злите духови. Гледате дека се случува некаква инверзија, некаква травестија, нели, мажите се облекуваат во облека на жени, луѓето се маскираат, значи добиваат некоја друга форма, се случува некакво обредно време, тоа е всушност обредно време кое што не е реално, значи тоа не е реалната слика на животот. Туку тоа е само една испревртена слика. Знаете, во кога говориме за магиските обредни активности, таму се е превртено, се е, нели, од онаа друга страна, тоа е таа инверзија. И затоа мислам дека оној основен порив на човекот да се спаси од злото или да му се спротивстави на злото е и главната причина зошто овие вакви обредни активности обстанале до денес. Одлично објаснување за сите оние наши гледачи кои што можеби не знае зошто се организираат ваквите настани. Мене ми останува само да ви се заблагодарам што денеска ни го
пруживте задоволството телевизиски да ја промовираме оваа монографија, оваа капитално дело и да се потсетиме на целото творештво на Иван Котев. Позади Иван Котев знам дека стои целото семејство, ама додека се договаравме за емисијата со Ана и викам добро како успевате, затоа што на факултетот, подготувањето книги, активна е во неколку здруженија, пишува рецензии и вели позади голем број успешни жени стои сопругот, а позади мене стои свекрвата. Така е. И јас се И ова согласувам може со би вас. треба да влезе во некоја книга. Значи, тоа е така. Еве прилика и да ја поздравиме мојата свекрва, која што е еден неверојатно добар човек, столбот на нашето семејство. И јас секогаш се смеам, нели, она што Зоран го кажа, да, дефинитивно. Позади мене стои мојата свекрва која што ми помага во подигнувањето на семејството, на децата, на сето тоа што се вика еве домакински работи. Па се смеевме со Зоран дека многу работи научив од неа во однос на готвењето. И да се надеваме дека ќе имаме во некоја следна емисија со некој од незините Па специјалитети. ете, дај Боже, еве јавна Јавна покана. Ви благодарам многу уште еднаш и може ли сега да ја почестиме со една убава македонска песна, може би некои идни генерации ќе ја сместат во некоја книга. Па за овие генерации Токму работиме, така, за овие станува убави збор деца. за новокомпонирана песна, ама која што е направена на темелите на македонскиот И ние фолклор. благодариме исто. Благодариме и се надевам дека ќе се дружиме.